агресор немаме, бидејќи нели сите ни се пријатели околу. Немаме ние, сега сме сите пријатели. Добро соседски односи имаме со сите. Не би требало никој да не нападне, но секоја држава околу нас, од тие соседи, многу вложува во армијата. Тоа што го зборевме во теков на емисијава. Во плати, во опрема, во се друго. Но ние назадуваме. И у тоа назадување треба секој да си види, да си процени дали се чувствува безбедно или не. Не треба да измислуваме некој агресор или некој напад. Едноставно, видете ја ситуацијата во армијата. Перница нема. Неисправни возила. Знаете дека имаше ситуации каде што откажа кочници, возило е се извинувам, возило со неисправни кочници бидејќи така е наредено. Прави сообраќајка каде што се повредуваат лица и после штетата ја плаќа шоферот, што е не е ни крив ни должен, што му наредиле да го вози тоа возило. Знаете колку случаеви има такви? Стотици случаеви во изминатите години. Каква безбедност? Хеликоптери што немаме. Чекаме да дојдат. Зашто? За сликање? А башка не се борбени хеликоптери овие што ќе дојдат. Сите вложуваат во борбена авиација, сите купуваат борбени авиони, борбени хеликоптери. Сите купуваат ракетни системи од најдобри типови. Ние купуваме ракетни системи што се на грб, со мал дострел. Александар, ова мега скандал би можело да биде во нашава јавност, што мега скандал дека имало вработен во министерството кој веќе не е вработен, кој прислушкува телефони. Па добро, нели има тие државни тајни, тие службени тајни, како ли ги викаат, војни тајни и така натака. Значи еден човек никој ништо не му може или не сака да му може, не ми е јасно мене. Мене стварно не ми е јасно. Човек сигурно не бил обичен војник што ги има овие сите информации, телефони. Како што има кој да си провери за кого се работи, они многу добро знаат, а зошто не се реагира, не знам. Ја гледам што е реалноста и што се случува. Така да стручноста е на највисоко ниво, али саркастично кажано. Тоа повлекува од советници, правници кои што прават штета на буџет, служби кои што не реагираат на допрен вакви информации, кои што не преземаат допрен глас за можни злоупотреби и така натаму, така да јас не сум министер, јас сум синдикалец, јас ги бранам правата на работниците и ги заштитувам нивните права, доколку ми ја дадат поддршката. Дури им ја забрањаат и поддршка да ми даваат, тоа е многу интересна ситуација, каде што ми имат кажувано војници дека ако видат на ливчето за исплата дека се одбиват членарина за мојот синдикат, дека одма тоа лице на тапет. Така да тоа е, она ќе го ставиме у класификација на мобинг и синдикално нездружување, така да во армијата има, можам да кажам, уште 10 емисии вакви да направиме и пак нема се да кажем.